Вторник, 18 март 2025, термин за дневникот на КТВ. Македонија тагува. Втор ден на жалост. Од обвинителството потврдија дека во непосредна близина на дискотеката во Кочани, во која смртно настрадаа 59 лица, на само 50 на метри се наоѓал нелегален склад за гориво и бензинска пумпа, кој само поради моментални околности не експлодирал. При увидот е констатирано дека постоел склад за гориво во близина на објектот. Сите други околности се испитуваат, велат од обвинителството. Инаку за работите да бидат потрагични, прв оваа информација ја објави српскиот портал Информер. Цитираме: како што дознаваме, таа кобна ноќ можело да биде кренат во воздух целиот град Кочани, пишува меѓу другото на овој портал. Кавадарчани денеска на мирен собир на градскиот плоштад одадоа достоинствена почит кон жртвите од трагичниот пожар во Кочани. Во тивка атмосфера, со болка и солидарност се палеа свеќи, се испраќаа пораки со сочувство и поддршка, а присутните се помолија и за спокој на душите на загинатите и за побрзо закрепнување на повредените. Ова е земја во која што се доцни со се, само пред време се умира. Корупцијата ни ги уби младите. Огнот се уште гори во нас, беа дел од испишаните пораки. Во улога на иницијатори на ваквиот собир се јави кавадаречката младина, а мошне брзо им се приклучија кавадарчани од сите возрасти. Своје сочувство изрази и градоначалникот Митко Јанчев, потоа председателот на Советот, доктор Стојан Чорамов, кој запалија свеќа, се потпишаа во книгата на жалост заедно со граѓаните, испраќајќи порака на поддршка до семејствата на настраданите. Меѓу присутните, покрај најголем број кавадарички средношколци, имаше многу луѓе од општествено-политичкиот живот, бизнис фелата, наставници, лекари, спортисти. Овој собир е потсетник дека во најтешките моменти сплотеноста и човечноста се најважни. Правиме се што можеме да спасиме што повеќе човечки животи. Околу 70% од пациентите се лекуваат надвор, ќе ја потврдиме одлуката на владата за членовите на семејствата за сместување и превоз, изјави денеска премиерот Христијан Мицковски. Секој оној кој што бил во или во близина на ужасниот настан да се јави на доктори да побара консултација без разлика дали чувствува или не чувствува било какви тегоби или било какви проблеми. Едноставно некои работи мора да се направат. Нема тука пркосење, нема тука негирање, едноставно мора некои работи да се случат ако сакаме да немаме ефекти кои што ќе ни се случат понатаму во деновите кои што следат. Затоа молам уште еднашка, тоа го кажавме и вчера, ќе повторам и денеска, ги молам сите оние кои што беа во периметарот на ужасниот настан, на оваа ужасна трагедија, да се јават на доктор, да побараат консултација без разлика дали чувствуваат или не чувствуваат проблеми. За сето останато, како влада правиме се што можеме и ќе продолжиме да правиме се што можеме да спасиме човечки живот. Голема благодарност до лекарите, до медицинските тимови кои што вложуваат надчовечки напори и во првите моменти од ужасната трагедија да спасат човечки животи, во процесот на транспорт. Голем дел, повеќе од 70-80 скоро пациенти се надвор од државата, така што денеска и министерот за надворешни работи, надворешна трговија и министерот за здравство се наоѓаат во Солуно, таму одат во Софија да ги посетат дел од згрижените пациенти. Имаме за еден час од сега, имаме час и половина од сега, имаме седница на владата. Ќе ја потврдиме одлуката да ги покриеме трошоците на 2 члена од семејството, за да појдат онаму каде што се згрижени пациентите, и превоз и сместување. Се слушаме со голем број европски лидери и светски лидери, помошта стига од сите страни. Јас сум благодарен на соседите, на сите останати, така што како држава ги преземавме во рекордно време сите оние неопходни мерки и протоколи кои што требаше да бидат преземени како никогаш досега.
Мицковски уверува дека ниеден угостителски објект кој не ги исполнува минимум техничките услови нема да биде оставен да функционира. 2007 е сменет законот. Во тие измени на законот, документите кои ги доставува правното лице кое што бара лиценца, тврди под морална, материјална и кривична одговорност дека ги исполнува условите. Проблемот е што екс официо не се проверени тие документи. Така што овој објект од своји 500 и нешто квадратни метри не може по ниту една основа да биде кабаре. Ни по една основа не може да биде кабаре и да бара лиценца за кабаре. Тука е дополнително проблемот правен затоа што за дискотеките сумата која што треба на доместокот да се плати е поголем визави овие кои што се лиценцираат како кабаре. Се истражува и бидете сигурни дека ниту еден објект кој што не ги исполнува како што стои според законот минимум техничките услови нема да биде оставен да функционира. Конкретно за овој објект е направено во 2022 година. Но во 2021 година е издадена лиценца за прв пат, а објектот работи од 2014. И за втор пат издадена е лиценца во 2023, а фалсификувана е лиценцата во 2024. Техничките услови побаруваат многу други услови кои што треба да бидат исполнети. Втора или трета врата не значи дека минимум техничките услови ќе бидат исполнети. Дали тие кои што ќе ги исполнат минимум техничките услови согласно новите измени во законот кои што мора да следат, и за тоа ќе имаме посебна работна група откако ќе констатираме колку од овие лиценци, прво, се функционални и важечки, второ, колку се дадени како што се дадени на овој локал во Кочани, бидејќи тој, ако ја видите лиценцата, тој ја поседувал. До ден пред да се случи овој настан, тој поседувал важечка лиценца, издадена на хартија, со печат, печатирана, подпишана. Значи, да дојде инспекција и да провери, тој ќе извади лиценцата и ќе речат, тие точно ово има лиценца. Но ако го погледате архивскиот број и го проверите во архивата, која што ја проверува сега министерот за економија, ќе видите дека станува збор за некое барање на некој хотел во Охрид и втората фалсификувана лиценца е кореспонденција со странски инвеститор. Нема никаква врска со лиценца. Тоа не е проблем дали некој политички е заштитен. Тоа е криминал. Тоа е растурен систем. Тоа е поединци кои што мислат дека се над системот. Тоа е проблемот. И тие денеска се во притвор. И за ова ќе одговараат. И нема горна граница на пропишаната на казна. Јас го слушнав обвинителот дека ќе бараат највисока можна запретена казна 20 години. Дали тоа ќе ги врати човечките животи? Нема да ги врати. Дали ние ќе ги вратиме? Нема да ги вратиме. Но барем да ни биде ова опомена. Никогаш да не ни се повторат вакви работи. Да ни биде ова опомена дека денес ова што правиме ќе има последици во иднина. И тие можат да бидат вакви катастрофални. Сите ние имаме некаква одговорност. Јас повикувам на разум. Ве молам на разум. Со неправди и анархија не се носи правда. Го разбирам револтот. Се можам да понесам. Утрото бев таму. Знам како ми беше кога го видов призорот. Со своји очи знам што се случуваше. Министерството за внатрешни работи денеска разреши 7 началници во СВР Штип и ОВР Кочани поради трагедијата во ноќниот клуб Пулс во Кочани. Министерот Панче Тошковски донесе одлука за разрешување на началникот на секторот за внатрешни работи во Штип, помошник началник на СВР Штип, началникот во оделението за полиција Штип, началникот на оделението за криминалистичка полиција на оделението за внатрешни работи во Кочани, командирот на полицијата за општа надлежност во Кочани, началникот на надворешна канцеларија за криминалистички работи Кочани. Судија на претходна постапка го прифати барањето на обвинителството и му одреди краткотраен притвор на поранешниот министер за економија Бектеши, екс-директорот на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски и на уште 12 лица осомничени за катастрофалната несреќа.
Времето утре. Утрото ќе биде студено, преку ден претежно сончево. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, а температурата ќе се движи од -3 до 12 степени. Тоа беа содржините во дневникот. До гледање.